Детскиот црковен хор кој пее во црквата Света Петка во населбата Точила во Прилеп е единствениот детски црковен хор во Македонија, кој што го негува исклучиво источното или византиско црковно пеење. Хорот работи веќе година и половина и неговата цел била децата да ги научат литургиските химни, кои што се пеат на литургијата, а исто така и да учествуваат на дел од празничните богослужби. Учебниот процес на самата литургија е преку дружба и заедно со другарување со децата, значи не е некаков принцип да мора да не се научи нешто и да се стигне, туку да во тек на дружба со пеење и со дружење, нормално и секоја проба имаме и помалку благо и така за закрепнување на силите. Тоа е начинот на кој работиме тука. Нашиот хор веќе ја има изучено половината литургија, сега останува уште другата половина. Нормално кога ќе ги научиме литургиските химни, ние ќе учиме и други, што се дел од нашето македонско и православно наследство, но нормално и композиции кои не спаѓаат во жанрот на православната музика, туку композиции кои припаѓаат на европската музика, на класичната музика и така. Од хорот ги повикуваат сите оние кои што сакаат да бидат дел од него. Можат тоа да го направат после божикните празници, кога ќе има нов упис на членови. Дел од овој хор може да бидат деца на возраст од 6 па се до 16 години. Исто во план ние, и тоа веројатно ќе го почнеме во второто полугодие сега, да се изучат правилно нотите кои се користеле во православната црква, а тоа не е петолинискиот систем, туку така наречените невми, невматско писмо. И за тоа ќе направиме посебна програма тука, со која децата ќе можат повторно преку игра, преку дружба, да ги совладаат тие некои основни знаења. Децата кои се од хорот велат дека дружбата тука е прекрасна, но и чувството да се присуствувало на светите литургии, кога се пеат литургиските химни, не можело да се опише со зборови. Од почетокот сум тука. Пењето е еден вид разговор со Бога, можеби затоа се одбра. Пред се во хорот ни е дружбата и љубовта, после пењето и учењето. Секој кој ќе дојде во овој хор нема да зажали. Сепак и тоа е еден вид разговор со Бога и тука сме сите порадиони кои не створил. Пред се ме интересираше што се случувало во минатото и музиката. На сите му препорачувам да одат по црковни пеења, бидејќи баш интересно, забавно. Има многу убави приказни кои ни го раскажуваат целото минато. Учиме источно црковно пеење, учиме за Бога. Со професор како што е нашиот не е ништо тешко да се научи нови нешта, да се научи литургијата. Убаво е што посетуваме литургии, пееме на истите, посетуваме различни манастири низ целата наша држава, места кои досега не сме ги виделе, имаме можност да ги посетиме и е доста интересно. Ние пееме црковно старословенски
песни. Одиме на многу литургии, посетуваме многу монастери, одиме на екскурзии. Каде е желбата да бидеш дел од ваков хор? Па најпрво ми е дружбата и Тешко ли е да се научи светата литургија да се пее? не, само со работа, со труд и се ќе биде лесно. Имам 10 години, учествувам тука, може 1,5 година, повеќе и 1,5 година. Еве, зошто и ти го одбра баш црковното пење? Па јас го одбрав црковното пење, зашто па таму можеш да научиш нешто подобро, да пееш и така. Интересно е за да учиш. Секоја сабот идиме со Се дружите со другарчињата? да. Која химна еве ти се допаѓа тебе најмногу? Многу имам. Освен овој хор, во црквата Света Петка има уште два други хора, каде членуваат возрастни, односно лица од 16 години па нагоре. Едниот е хорот Свето Благовештение, кој што функционира веќе 19 години, а другиот е хорот Света Петка. Хорот Света Петка за нив тие се помлади и колеги, значи од повеќето се со музичка академија и со нив веќе соработуваме и хорот Света Петка веќе е познат не само во Македонија, туку и надвор. Ете, минатата година имавме прилика да учествуваме на еден голем јубилеј во соседна Бугарија, каде што се одбележуваше 95 годишнина од Богословскиот факултет и таму токму на таа 95 годишнина нашиот хор Света Петка и настапуваше заедно со другите хорови, но и на света зеде учество на светата литургија која беше во присуство на неговата светост бугарскиот патриарх Неофит. Во иднина се планира да се издадат и цедиња со композиции од овие хорови, кои што функционираат во рамки на црквата Света Петка.